Почитуван генерале Георгиос, драго ми е што после 7-8 месеци од моето доаѓање на оваа позиција, конечно најдовме можности и ситуација да се сретнеме заедно овде. Вложивме многу напори, имаме квалитетна и силна соработка помеѓу нашите две земји. Господин Едвард, господин Пол и целата мисија на ОПСЕ, која што даде подршка на целиот овој проект и да се случи ова што денес го имаме. Почитувани колеги и од грчката полиција, почитувани колеги од страна на македонската полиција, ви благодарам многу што успеавте да вложите максимум од сите вас, за да може ќе ги видиме резултати од вежбата, ама се надевам за да може оваа вежба прво да биде остварлива, а после тоа да биде и успешна. Се надам оти беше успешна, ќе ги видиме резултатите покасно. Како што каже и Едвард, физичкото следење или генерално следењето можам да зборувам слободно, бидејќи потекнувам од таа служба во еден период од мојата кариера. Вршите една сложена, тешка работа. Се треба да видите, а вие да бидете невидливи. Тоа е навистина тешко да го правите. Знам колку сила вложувате, знам колку ментална енергија вложувате од сите вас, сега зборам за двете страни, без разлика дали се колегите од Грција или сте вие колеги. Колку треба тактика, колку треба мудрост, колку треба истрајност за сето тоа да се оствари, односно да продуцираме или да обезбедиме одреден доказ кој што сигурно е многу важен во некоја понатамошна фаза од некоја кривична истрага и постапка понатаму. Сакам да ве поздравам во ОПСЕ, да ги поздравам во идејата и поддршката што ни ја дадоа за да ја реализираме оваа вежба. За нас многу важно, бидејќи лично јас сум човек, иако сум сега директор на полиција, сум човек кој што сака да соработува со другите служби и внатре, меѓутоа најважно е надвор, бидејќи ќе искористам често пати што користам одредена фраза: ако криминалците не познаваат граници, ако криминалците не познаваат националности, ако криминалците не ги интересира бирократија, тогаш ние треба се од нас да вложиме, да ги почитуваме националните законодавства, да ги почитуваме меѓународните закони, меѓутоа да дадеме се од себе да обезбедиме докази и да соработуваме, односно да бидеме на чекор до самите криминални групи и организации. Предизвикот кој што ви е и тема на денешнава соработка или вежба, која што имавте неколку дена овде, со миграцијата, односно со мигрантите, е проблем кој што датира многу поодамна. Ние како две земји се соочуваме со многу предизвици во тој дел и ќе се соочуваме во иднина. Тоа не е нешто што ќе заврши, не е нешто кое што ќе прекине овде. За жал, како има одредени воени конфликти, воени жаришта или економски проблеми во земјите од Блискиот Исток, нормално е дека флуктуацијата на одредени мигранти ќе дојдат. За жал, ние сме две земји кои што се интересни и најлесни за поминување од страна на мигрантите, или тие што ги водат, или тие што ги организираат, и треба да поминат во земјите од Западна Европа. Но предизвикот е уште поголем, бидејќи сите знаете дека каналот и патиштата кои што функционираат во делот на мигрантите, функционираат и за сите останати рути. Тука пред се мислам на дрога, мислам на криумчарење на оружје, мислам на криумчарење на одредени добри стоки, мислам и на криумчарење на финансиски средства, односно пари во кеш, и најтажното за сите нас е дури некој се обидува да изврши одредена трговија со луѓе или со деца и да бидат припадници на некои ќелии на одредени терористички организации кои што понатаму имат други задкулисни игри или други идеи кои што треба да ги остварат без разлика на овој регион или на него друго регионално подрачје во Западна Европа. Улогата која што ја вршите како полиција е силна и е многу важна. Соработката со нашиот јужен сосед
е добра, меѓутоа мојата интенција е секогаш да биде уште подобра и секогаш да биде до ниво на перфекција. Дали е тоа остварливо, времето ќе покаже. Генерално нашата граница, јужна граница со нашиот јужен сосед со Република Грција е една од најобезбедените граници, зборам и од физички аспект, зборам и од технички аспект и од присуство на човечки ресурси. Меѓутоа не ги обесхрабрува луѓе кои што имаат задни намери, односно криминалците, не ги обесхрабрува сето тоа да пробат да се спуштат испод радарот и да протнат одредени активности, нелегални активности преку граница. Драго ми е што со Република Грција конечно ги отвараме вратите на соработка и на дело, не само на зборови. Ние, бидејќи потекнуваме од овој крај, јас овде, сме народ кој што сакаме да се движиме и често да патуваме во Република Грција, меѓутоа знаете дека нашата земја е и транзитна земја, во летниот период посебно, каде што многу странски државјани поминуваат низ нашата територија и завршуваат во Република Грција за одмор или за туризам и така натаму. Нашата мисија е да го детектираме и да го спречиме криминалот, без разлика дали флуктуира од југ према север или од север према југ. Нашата мисија како две полиции на две сериозни земји е да го детектираме, да го спречиме и или пак да го минимизираме тој тип на криминал, а воедно граѓаните кои што се честни и поштени да може целиот нивна замисла на патување да си ја остварат непречено и да не чекаат по повеќе сати на граници. Работиме на повеќе аспекти како полиции. Се надам после ќе имаме време да продискутираме малку и во еден друг сегмент, како и таа флуктуација да ја продолжиме понатаму. И ОПСЕ секогаш е наш партнер во секоја една основа. Со грчкото аташе во Скопје имаме перфектна соработка, морам да го пофалам, има силен ентузијазам, млад е. Барам информациите кои што стигаат до мене и од непосредно, ама и посредно, се вложува многу во да помогне во одредени активности нелегални или детекција на луѓе кои што биле во една или во друга земја. Така да основа за соработка имаме, на сите нас останува овде што сме да ја продолжиме таа соработка и да ја зајакнеме. Ваквите вежби, знаете дека не се само форма, туку ваквите вежби е да ги воспоставите и личните познанства помеѓу вас како клучни чинители или луѓе кои што си работат својата работа во различни земји, меѓутоа за иста цел, да ги воспоставите личните контакти и во иднина да бидете отворени и да соработуваме едни со други. Џабе ние ако имаме информација, ако таа информација чуваме во нас и не ја споделиме со никого, тогаш исто како да ја немаме. Ако информацијата ја споделиме, ако информацијата ја развиеме, тогаш може да имаме само успех. Нема што да изгубиме. Бенефит може да имаме. Барам таа е моја лична филозофија, ама генерално и полициска филозофија. Помина времето каде што се чували информациите во себе и кој и да ги лиферуваат на ваков или на таков начин. Не, ние како служби од нас зависи како надоле ќе го спуштиме сето тоа. Мора да соработуваме, мора да бидеме отворени, мора да бидеме проактивни. Ќе излезам малце пак и поврзан со темата, ама морам да спомнам уште една друга ситуација кај што на граничните премини кои што ги имаме ние, соработката помеѓу двете гранични полиции на двете земји на едно солидно ниво. Тоа морам да го кажам и тоа е констатација на колегите кои што работат на терен. Соработката на зелена линија исто така е добра и тоа е исто еден добра основа и добар плюс за тоа што го имаме овде денес. Ни недостига соработката во делот на не недостига, него интензитетот на соработката во делот на размена на информации поврзани со криминални групи, организирани криминални групи кои што флуктуираат на подрачјето на двете држави, тука малку ни недостига тој момент на размена на информации од двете страни. Тука нити сакам да кажам дека една или друга страна е крива. Нема виновник, едноставно така стихино течеле работиве. Наше е да го отвориме патот, да ги отвориме вратите на
тие соработки понатаму на подлабоки и поинтензивни. Да не се повторувам многу, на него одземам времето. Драго ми е што има една ваква вежба, се надевам дека нема да биде последна. Се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу вакви настани и ситуации од различни области. Предизвикот е секојаш пред нас. Криминал ќе видиме колку ќе има, меѓутоа има. Криминални групации и организации има. Наше е, пак ќе кажем, да се обидеме, да ги минимизираме и да ги спречиме во нивните намери. Благодарност уште еднаш до сите колеги кои што бевте чинители во оваа вежба, благодарност до ОПСЕ и благодарност до мојот колега Скандалис, кој што се надам добро ви го кажав презимето, кој што најде време и нашето време е стварно некојаш многу тешко да го одвоиме. Меѓутоа, кога се има волја и кога се има желба, секојаш ќе се најде време и начин. Еве сме, овде сме, за да ви додадеме дополнително вредност на ова што го правите овде и нека ви биде поттик за во иднина дополнително да соработуваме и да бидеме отворени. Не спомнав овде, со мене се помошникот директор за криминалистичка полиција, кој што е еден од исто органите внатре, организацијска единица која што има меѓународна соработка исто така. Тука е началникот на одделот за борба против организиран и сериозен криминал и помошникот, односно началникот на регионален центар Југ, кој што е одговорен при граничната полиција, кој што е одговорен за цела јужна граница, баш со по линија во која што сме овде денес. Направете ги контактите, разменувајте ги информациите. Сега овој апел и до моите колеги, овој апел и до грчките колеги. Имаме како да ги разменуваме информациите, имаме што да размениме и дајте да покажеме на нашите граѓани и на двете земји дека ние навистина сме изолирани и од политика, и од случување, од се, и дека безбедноста нивна и на сите нас е многу важна. За нас исто многу важно е летно време кога доаѓаат туристи од нашата земја, кога доаѓаат во Грција, да бидат безбедни, претежно се безбедни, меѓутоа има и нормално да има повремени инциденти. Разговарав јас со колегата грчкото аташе што е во Македонија, дури да размислуваме доколку има простор и можност да разменуваме и патроли, како тоа што го правиме со колегите од Србија, така да ние сме отворени за секој тип на соработка која што може да допринесе пред се нашите граѓани заеднички на двете земји да бидат безбедни, да се чувствуваат безбедно, а после тоа да кажеме дека имаме и перфектна соработка. Малку подолго зборев, меѓутоа значајно ми е се тоа што се случува денеска и се надевам дека кој ќе видиме после резултатите од вежбата, исто така дополнително ќе се изненадиме во позитивен правец. Ви благодарам.